Добар ден и од мене денеска во студиото на Слободна ТВ. Денес моја тема е трговијата, а со тоа индиректно и животниот стандард на населението. Мој гостин денеска е Сашо Дуковски, председател на Трговската комора при Сојузот на стопански комори. Добро дојдовте. Подобро најдов, добро ден. За жал, податоците од Државниот завод за статистика кажуваат раст на прометот во трговијата, но само благодарение на инфлацијата. За неколку процентни поени имаме намалување реално на она што се случува во трговијата. Од друга страна, тоа е дејност што опфаќа 30% од деловните субјекти во Македонија. Што значи, како сега обстојуваат трговските субјекти? Да, точно, таква е ситуацијата. Во генерално трговските компании во текот на минатата година имаат покажано раст на приходите, но тоа ако веќе за номиналните приходи, но ако гледаме на реалните приходи се намалени, односно обемот на производи кои што се продале во текот на минатата година е намален. Тоа може да се смета дека се должи на повеќе фактори, во смисол на бројот на населението првенствено, кое што од година во година варира, за жал, под она што успеваме да слушнеме во тренд на намалување на бројот на населението. И според мене, многу големо влијание има начинот на кој што се соопштуваат информациите со кои што се комуницира со јавноста. Значи, генерално граѓаните се резервирани во нивните трошења онака превентивно. Мислите дека тоа има еден вид на заштитен механизам во оваа криза, дека не сакаат да купуваат на тоа, мислите воопшто? Па, ако сакаме да бидеме објективни, ќе видиме дека во текот на 2022 година, кога зборувам за Македонија, вие тешко дека можете да изолирате, макар и период од 30 дена, без некаков си притисок кој што беше вршен врз граѓаните. Без разлика дали е тоа со информациите за конфликт или војна во кое што се случува во моментот, кое што започна во текот на минатата година, без разлика дали е тоа крајот на пандемијата и начинот на кој што се справува државите, властите во однос на пандемијата. Исто така, после тоа, неверојатниот притисок на информации во смисол на недостатоци на некакви основни средства за живот, основни производи кои што се потребни, па после информацијата со инфлацијата, па после монетарната политика, значи серија на настани кои што буквално, ако сакаме објективно да анализираме, можеме да видиме дека немаше 30 дена непрекинато да има нормални услови за водење бизнис, и тоа најдиректно се одразува, нели, таму каде што граѓаните се најактивни, односно тоа е трговијата. Но за жал податоците зборуваат дека има намалување, нели, на прометот реално кога ќе се иземе инфлацијата и во однос на купувањето на храна. Дали сметате дека тука пак на некој начин и трговците придонесоа на свој начин, можеби со користење на тоа, има недостиг во светот на одредени производи, па сега малку удрија и на цената пред да се случат овие сите заштитни механизми со ограничување на маржите? Имаше во еден временски период имаше сериозна проба сериозен обид за да се префрли тој товар на трговците, но времето си покажа дека манипулацијата во никој случај не се случувала од страна на трговските субјекти кои што работат особено барем на нашиот пазар. Ние сме толку мал пазар да сме зависни од многу различни влијанија, без разлика дали се тоа надворешни или се внатрешни. Че во никој случај не сметам има дел честни исклучоци, да апелиравме повеќе пати, доколку се изолира доколку се препознае некаков случај од тој тип, веднаш да биде пријавен, зашто многу пати како Сојуз на стопански комори поттикнувавме органите, државните органи, да ги санкционираат ваквите субјекти кои што прават севкупна лоша слика за цел еден сектор. Так.
Тоа е сепак, ќе повторам, изолиран број на случаи кои што ние како Сојуз на стопански комори во никој случај не го поддржуваме. Ние ги поттикнуваме нашите членки, секогаш им апелираме да работат согласно добрите економски практики, да работат согласно законите и да се однесуваат честно и фер на пазарот. Така. Дали трговијата е на некој начин и најдинамичен сектор, таму има и најмногу отварање на затварање на компаниите, меѓутоа дали вие како комора забележавте уште поголем тренд на затворање, можеби на помали трговци? Дали успеваат да се снајдат во моментов во овие комплицирани услови? Генерално бројот на затворени субјекти, секој затворен субјект е некаква загуба. Особено ако тоа е од некаква си непазарна причина како што беше во случајов, тоа е уште поголема штета. За жал можеме да констатираме дека имаше затварање на субјекти и помали и поголеми. Во минатото е покажано, особено во недостаток на регулатива од страна на државните органи, дека помалите полесно можат да пребродат и се пофлексибилни за да преживеат во споредба со поголемите системи, каде што кога настанува некаква си промена, тоа се имплементира на повеќе полиња. И без разлика дали последиците се многу поголеми. Значи, колку и да се тие системи флексибилни, сепак се позасегнати. Дури кога станува збор за еден закон за заштита на потрошувачи, кој што е за жал донесен на многу нетранспарентен начин во скратена постапка, а требаше затоа што содржината на законот се усогласува со голем број на европски регулативи, квалитетно решение, заради еден-два члена кои што се донесени на некаков начин од сосема неекономски причини, фрлаат сенка, а тоа ги засега сепак организираните системи, не ги засега оние кои што и вака и така си го прекршуваат. Ние исто тука разговаравме со госпоѓа Лунчак за законот за заштита на законот за потрошувачи. Кои се тогаш главните забелешки на трговците во овој закон? Што изгубија, да кажам? Кога зборуваме од аспект на некакви решенија или на некакви мерки, ние треба да се научиме, доколку сакаме да се стремиме кон раст во Македонија и на македонската економија, треба да се научиме дека треба да гледаме кои се придобивките. Не треба секогаш да биде прашањето што сме загубиле. Не е битно што сме загубиле. Работата е кои се придобивките. Ама рековте две работи фрлија сенка. Особено делот кога станува збор за декларации и начинот на кој што е нетранспарентно донесено. Значи донесене со, ако добро, сега можете да ги проверите транскриптите, донесен со 31 глас. А одлично, решение кое што можеше да биде одлично, е донесено на начин онака со криење во скратена постапка сосема непотребно. Така. Сега имате многу проблем со декларациите нели околу јазикот што треба. Ние како Стопанска комора поднесовме една иницијатива првенствено до владата на Република Македонија за одложување на законот од многу едноставна причина што го надминува законот за употреба на јазиците, меѓу другото. Самото тоа е противуставено, ама нема да завлегуваме во таква дискусија. Треба да бидеме практични и кога зборуваме за законски решенија кои што се однесуваат на бизнис, треба да се држиме до бизнисот. Ако некој сака да се тера политика, нека се тера политика таму кај што му е местото, нека го остави бизнисот да може да работи и да ствара, затоа што сите ние тука во државава живееме од бизнис секторот. И тоа еднаш мора да ни стане јасно. На некого тоа му е јасно, на некого му е помалку јасно, некој можеби се прави дека не му е јасно. Како и да е, бизнисот треба да го оставиме да си функционира, а политичките поени да се собираат со зголемување на квалитетот на живот. Како што претходно, например, зборувавме, еднаш треба да почнеме да размислуваме за раст и за развој и за придобивки. Не кој што загубил или за преживување.
Две работи го мачат бизнис секторот, веројатно и трговијата, клучни, енергетиката и работната сила. Како се снаоѓаат трговските фирми сега со високите сметки за струја? И дали имало кај вас слушнато или манипулации за исклучување на фрижидери, за така да кажам, лоши практики во однесување на сметка на заштеда на струја? Енергетската криза, особено во делот на цената на електрична енергија, ги погоди сите сектори, затоа што од она што успеавме да чуеме, ретко кој сектор, да не речам скоро никој не бил подготвен, нити пак буџетирал во 2021 година дека сметките за електрична енергија ќе му се сменат 5 и 10 кратно. Значи не зборуваме за 5, 10, 20%, зборуваме за фактор. Зборуваме за 5 пати зголемена, за 10 пати зголемени 10 пати зголемени цени на електрична енергија. Таму каде што тоа зема учество, најчесто се одразува на профитот на фирмите кои што учествуваат. Заради тоа што нашиот пазар не дозволува вие да го замените тоа на некаков начин. Така да тоа ќе ги видиме резултатите, на крај краишта ќе видиме, ќе констатираме дека се одразило на профитот на компаниите од сите сектори, па вклучувајќи ги тука и трговските. Малите трговци некако влегоа нели во пакетот со поевтина сега цена, меѓутоа големите не влегоа никаде, нели? Така е. Ние како Сојуз на стопански комори многу пати апелиравме и баравме конкретно барем оние компании што се во можност да им биде дозволено, да им биде поедноставена процедурата за поставување на фотоволтаични системи. Долго време ни требаше да се убедиме, долго време се соопштуваа помпезно информации дека еве сега све се либерализира, сега се е лесно, се е едноставно. Од моментот на соопштување до моментот на заживување поминува многу долго време. Да, дел работи и поголем дел од работите беа прифатени, зашто во секој случај сме благодарни. Иако може да се земе опредвид дека постои голем простор за кратење на регулативата. Затоа што во суштина тоа најчесто се однесува на постапки кои што се водат 2 пати или 3 пати на иста тема, само во различна институција. Тоа може во секој случај да се поедностави за доброто на сите. Еве, ние сме тука сега во моментот во градски трговски центар, нели го правиме разговорот, тука се просториите. Дали имало таква можеби идеја, дали во светот има така да се постават на еден цел трговски центар фотоволтаични системи и трговскиот центар? Тоа би било супер иницијатива во секој случај. Значи, како и да е, се е добре дојдено. На крај краишта се види дека има сериозна економска логика. И многу често тоа беше оправдувано дека ова е некаков си тренд, ова е сега нешто модерно, ќе инвестираат фирмите, нема да им се исплати или не. На крај краишта тоа се приватни субјекти. Дали им се исплати или не, треба да си проценат самите или ќе ве утврдат дополнително дали им се исплатело или не им се исплатело, како и за сите други инвестиции. Сега не може вие да им кажувате на фирмите ова немој да инвестирате, нема да ви се исплати. На крај краишта скратете ја регулативата, па сега ако не им се исплати, фирмите склучуваат деловни сделки секој ден, па не значи дека сите им се исплатат или дека чекаат одобрение од било која институција да им каже дека со оваа работа или со овој бизнис може да се занимавате, со ова не може да се занимавате пошто нема да имате профит. На крај краишта и самото поттикнување на енергетски понезависни фирми значи и намалување на притисокот на добавувачите. Што да се прави од фирмите, да се вратиме значи на тоа да кажеме дека една од иницијативите беше од слободен се вратија на регулиран пазар, што е за поздравување. Иако треба секое решение што се носи треба да биде убаво изработено и да биде пофлексибилно. Затоа што додека ние стигнавме да го донесеме тоа решение од либерализиран, од слободен пазар да се вратат на регулиран, се случуваа феномени каде што цената на слободен пазар во одредени моменти, сега зборувам, да биде пониска од таа што е на регулиран. Значи, ако се сака да се најде решение, секогаш може да се најде решение, ако другото само завлезиме во регулатива, донесување една регулатива на регулативата и регулатива на тоа,
Едноставно само ќе имаме еден куп хартија и нема да имаме ништо функционално. Мислам дека од ваша страна имаше нели идеја да тоа кога ќе биде цената на струјата поповолна, тогаш да се нели даде можност да се избере на слободен или на регулиран. Докаде е таа? Има ли одговор од другата страна или? Во фаза на размислување, колку што сум запознат. Така, добро, и тоа е нешто. Во секој случај, да. Вториот нели голив проблем на стопанството е работната сила. Што да се прави да се привлече повеќе работна сила да остане во Македонија? Еве, на пример, и воопшто за компаниите, меѓутоа ќе кажам и за трговските. Има ли можност за поголеми плати? Има ли можност за подобро организирано работно време? Повеќе почитување на некои си правила околу нели одмори, како што се повеќе примена на закони, повеќе пари за работниците за да останат тука? Одлично поставено прашање. Јас се навратам на нешто претходно го зборувавме во делот на регулатива, на регулатива и колкав е бројот на работодавци кои што ги прекршиле тие правила, прописи и закони. Тоа е исто како во пред неколку години кога имавме ситуација цела една програма за државна субвенција беше прекината одредено време, сериозно долго време, поради тоа што кај еден субјект кој што ја користел таква субвенција од Источна Македонија била утврдена неправилност. И буквално цела програма за субвенција беше укината. Небитно. Значи, цела субвенција, поентата ми е друга, дека цела субвенција беше прекината со месеци, нити еден друг субјект не можеше да користи заради тоа што еден субјект направил прекршување, направил некоја неправилност. Значи, ако сакаме да бидеме честни за било кој закон, па сега во случајов и ова кога зборуваме за работни односи. Значи, и тоа што го зборувавме во почетокот. Значи, треба да намалиме малку со популизам и да се занимаваме со реални работи. Значи, доколку има такви субјекти за кои што има забелешки дека не се однесуваат добро кон вработените, дека имаат непријавени вработени, дека не почитуваат правила за безбедност при работа и слично, еден куп други кои што ги има, тогаш да се фокусираме на нив. Да ги не генерализираме дека сега еве ќе направиме ова заради тоа што е забележано тоа. Па добро, тоа е преопшто за да зборуваме за донесување на закони или регулативи кои што се однесуваат на сите. Најголем дел од работодавците честно си ја работат својата работа. Добро се однесуваат кон своите вработени. Ретко кој исплаќа минимална плата. А од друга страна, ние цело време ја зборуваме за минималната плата и минималната плата. Она што би го зборував и претходно. Ние треба да зборуваме за развој, треба да зборуваме за придобивки, треба да зборуваме за повеќе. Не да зборуваме за дали се зголемила социјалната помош или не се зголемила социјалната помош. Тоа е категорија која што верувам дека треба да се регулира, ама не треба да ни ги полни темите и да тоа да ни биде главен фокус на однесување. Или да зборуваме за минимална плата. Па, јас познавам многу компании кои што мака мачат да најдат квалитетни вработени. Платата никогаш не било проблем. Сега, да, верувам дека има и ситуации каде што има вакви појави. И тие треба да бидат изолирани, тие треба да бидат потенцирани како лоши примери и најважно од се да бидат санкционирани. Ние имаме ситуација каде што 40% според една пресметка, една методологија, 27 најоптимистичката според друга методологија, имаме црна економија во државата. И сега вие ми кажувате дека регулативата сега ќе донесеме екстра нова регулатива и нов данок за да се проширила даночната основа. Ја префрлам темата од работни односи на даноци, но се однесува и на едното и на другото. Кога зборувам за даночна база и даночна база, исто како да зборуваме и за работните односи. Че вие треба да го ставите во функција она што е паралелен систем во државата. Барем дел од тоа.
тоа ќе донесе многу повеќе приходи отколку дополнително оптоварување на оние кои што и онака си ги работат, честно си ја работат својата работа и си ги исполнуваат своите обврски кон државата. Истото е и кога станува збор за работните односи за вработените. Значи, доколку има таков случај, да го лоцираме, да го санкционираме. Ние сме свесни дека има вработени на кои што се непријавени. Ние не ги санкционираме нив, не од цело време зборуваме за дополнителни товари, дополнителна регулатива, дополнителна документација на оние кои што веќе пробуваат максимално да работат во рамките на законот. Имате цел еден сектор кој што се надевам сега ако да ја поздравиме иницијативата Отворен Балкан, каде што се регулираат многу односи помеѓу трите држави кои што се учеснички во моментот, меѓу другото и во делот на заеднички работни дозволи, заеднички работни броеви, каде што, например, сега имаме ситуација, особено во текот на летниот период, каде што во одреден сектор има еден премногу вработени кои што непријавено работат тука, кои што прават притисок на конкурентноста на фирмите кои што се регистрирани и работат во држава, кои што не плаќаат никакви придонеси за разлика од другите. Значи, ние треба да размислуваме за конструктивни работи. А луѓето кои што се тука, едноставно само да им го олесниме животот. Се намали малку сивата економија и да се занимаваме со оние субјекти кои што или не се евидентирани, не работат воопшто во легалниот на дел, значи не се во дел на системот, или пробуваат да го манипулираат тоа. Така, со таков систем да создадеме значи поквалитетна средина за позадоволни работници. Треба да размислуваме за раст, за развој, за повеќе, не за преживување. За преживување вака и така во неколку прилики кога се зборуваше што ќе се случи со фирмите, дали ова ќе се случи или она ќе се случи. Ние сме кажале, нашиот председател многу убаво во една прилика каже, ние сме како фирми сме преживеали конфликтот 2001 и една финансиска криза и втора финансиска криза, хипотекарна криза и ова ќе преживееме пак. Не е поента да само да преживееме, треба да губиме чекор со регионот, губиме чекор со светот. Зборувам како бизнис. Така. Бе ве прашала, вие нели доаѓате од компанија, ако собственик сте на компанија за луксузен накит и диаманти, па сакав да прашам дали еве во ова кризно време кога од една страна имаме намалување на промет и на храна, дали оние што купуваат луксузна роба и понатаму ја купуваат, како е во секторот на повисоката трговија? Луксузниот сегмент е еден посебен феномен, зборувам на светско ниво. Ние не сме исклучок во тоа правило. Кога станува збор за било каква нестабилност, било каква криза или каков избор да употребиме, некаква си неповолност која што се случува или треба да се случи, луксузниот лакшери сегментот, луксузниот сегмент на светско ниво е прв кој што ги забележува последиците, најпрв. Значи, например, кога зборуваме за Македонија, во ноември и декември 2021 година, ние имавме добра година по резултати, но во секој случај на моите соработници, пријатели, на луѓето од комората ми кажувам дека нешто чудно се случува. Кај нас е во лакшери сегментот, прашував и другите компании кои што работат тука, забележуваат некаков притисок. Дека не е така лесно како што во тој период и како што кажуваат генерално околностите. Со тоа што и никој друг не од другиве компании, од другиве сектори не забележуваше такво нешто. Се ако во февруари и март веќе почна да се зборува за сериозна криза, за недостаток на материјали, за многу теми, ние веќе излегувавме од кризата. Зборувам како лакшери сегмент и на светско ниво, па и ние како предвесник доаѓа. Како предвесник, да. Генерално најголемиот предизвик кога зборуваме за луксузниот сегмент во Македонија, особено во делот на златен накит, е тоа што е сериозно засегнат од црна
Не е тоа сива, тоа е црна економија, не е евидентирана, е од шверцот на... Значи, кога зборуваме за накет, можам слободно да кажам дека отприлика едно 70, можеме слободно да движиме на 90% се работи на црно. Многу пати е сугерирано до органите, се надевам дека ќе почнат поинтензивно да си ја работат својата работа во оној дел кој го зборевме, да не доаѓаат цело време само ке тие кои што и вака и така си ги исполнуваат своите обврски, него да видат што воопшто се случува. Тоа се случува не само значи во делот на накет, зборуваме во паралелни нелегални увози и во делот на часовници, во делот на козметика. Верувам дека и со Лончар сте дискутирале на делот успомено на безбедност на производите, кога станува збор за козметика. Значи многу пати може би и сега спомнавме и друга сме спомнале, значи најлесно е да се справите и најлесно е да контактирате со субјект кој што работи легално. Значи таму има и безбедни производи, не дај Боже да има и било каква некоја ситуација, тоа лесно се наоѓа трага каде, како влегло, од каде дошло, каде заминало, тоа лесно е и за повлекување од пазар и на отстранување на сите можни идни последици. Таму каде што има нелегални субјекти, црна економија, сива економија, увози кои што не се евидентирани, не знаете ниту од каде дошло, ниту кој го донел, ниту кому го продал, ниту како заминало. Так. Во суштина тоа се знае, али официјално не знаеме. И е многу потешко да се справува, значи сериозно. Тоа не само што се однесува на буџетот на државата, на буџетот на општите услови за живење на граѓаните, директно е засега, значи црната и сивата економија, директно е засега и безбедноста, значи безбедноста по здравието на граѓаните. Ние треба да зборуваме за такви суштински работи. Така. За крај би кажала кои се главните поенти, односно кои се главните заложби сега на Трговската комора во иднина или главни пораки до владата? Главни пораки, како што кажав, али еве да ги сумираме, се да се дозволи бизнисот да си ја работи својата работа, затоа што така најмногу може да придонесе. Сериозна помош ни треба во делот на сива и на црна економија. Кога зборувам сива и црна економија, зборувам за оние што продаваат без фискална сметка, кои што на чуден начин ја внесуваат стоката на пазарот, кои што се занимаваат со непријавени вработени, значи да не видите дека тоа е само фискалните сметки. И многу важна работа од која што очекуваме дека барем во втората половина на оваа година очекуваме олабавување на монетарната политика. Да, тоа е сосема независна власт, не е дел на извршната власт, ама генерално кога зборуваме како држава, тоа треба да се има во предвид. Ние минатата година истрчавме со воведување на мерки заради тоа што така се светските трендови. Верувам дека монетарните власти нити биле во можност да сакаат да се противат на генералната политика, но поентата во смисол на смирување на порастот на цените или на инфлацијата, како што беше во тој момент презентирано, е постигната. И сега веќе треба сериозно да се размислува за олабување на монетарната политика и намалување на каматите, заради тоа што во моментов сметаме дека тоа воопшто целта е постигната и дека понатаму може само да штетно да влијае на стабилизација, односно на нерастење на цените. Така. Господин Дуковски, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас за поканата.